Барањето за промена на форматот на преговорите се уште не тргнало од Илинденска. Од владата најавуваат транспарентност за следните чекори. Убиство во Скопје, убиен 26 годишен скопјанец. Убиецот и мотивите непознати. Граѓански компромис во Чаир. Чаир изгуби 5 милиони евра, но го зачува зеленилото. Цената на огревното дрво иста како лани, но без ланските попусти. Добар ден, ова е централниот дневник на 24 вести, а од настаните во светот и регионот издвојуваме. Да се унапредат правата на младите мигранти, порачува генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации на Денот на младите. Несреќа во забавен парк во Аргентина, жртви малолетни деца. Бунт во притвор за имигранти во Грција, повредени десетина полицајци. Несекојдневен начин за разладување во Кина. Кинезите ги разладуваат децата во жештините со костими од лубеници. Нема конкретен одговор од владата дали и кога можноста што премиерот Груевски ја најави за промена на форматот на преговорите во спорот со името ќе стигне во Њујорк. Од Илинденска само порачува дека иницијативата на Груевски имала аргументи. Премиерот се уште размислува барањето за нов формат за преговорите за спорот со името кое што Груевски го најави како можност на македонската влада се уште не тргнало од Илинденска. Од владата велат иницијативата на премиерот била аргументирано образложена на мечкин камен. За сите следни чекори граѓаните ќе биле дополнително известени. Премиерот Груевски во своето обраќање пред општонародниот собир на празникот 2 Илинден во Крушево даде една аргументирана иницијатива и идеја која што беше доста прецизна и која што беше обзнанета пред јавноста за сите дополнителни чекори кои што ќе бидат преземени, ќе информираме благовремено, согласно државните и национални интереси, согласно јавно искажаните ставови кои што досега ги имаме емитирано во јавност. Премиерот на Илинден најави дека размислува да поднесе барање за промена на форматот на преговорите и наместо како досега на амбасадорско ниво, разговорите да се водат на повисоко премиерско ниво. Идејата на Груевски ја оспорија дел од експертите во земјава, кои што порачаа дека согласно резолуциите од 93-та не се предвидува кој ќе преговара, туку дека ќе се преговара. За дел од експертите пак најавата на Груевски е сигнал за засилување на активностите за решавање на спорот од македонска страна, но и тие порачаа дека форматот не зависи од Обединетите нации. И додека во владата не ги откриваат следните чекори за вчерашната средба на грчкиот премиер Самара со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и медијаторот во спорот со името Нимиц и најавите дека разговарале за последниот предлог за името од Нимиц е доказ дека Обединетите нации не се откажуваат од резолуциите во 93-та, порачуваат делот аналитичарите и дека како и досега, така и понатаму ќе продолжат да се одвиваат преговорите за спорот со името. Во продолжение на дневникот, партиски препукувања за мал ринг во центар. Кој повеќе планирал, а кој изградил покорисни објекти на плоштадот Македонија. Режисерот Унковски порачува, потребен е црн тефтер за идна античка лустрација. По сечата на дрвјата кај Бристол, македонски шуми најавуваат нови 60.000 садници во Скопје. Советничката група на ВМРО ДПМН ги обвини СДСМ и тогашниот градоначалник на Центар Мирослав Грчев дека во 1997-та поддржале детално урбанистички план за Центар кој предвидувал многу повеќе градби отколку во проектот Скопје 2014-та. Од Бихачка им вратија дека од тогаш ВМРО ДПМН имале 12 години власт во Центар да поправат ако нешто не им одговарало. За Грчев пак обвинувањата се небулозни. Во 1997 година СДСМ изгласа проект кој предвидува изградба на многу повеќе објекти од моменталниот проект Скопје 2014-та. Социјалдемократите пред 15 години едно поддржувале, а сега се против секаква изградба во центарот на градот, обвинуваат од владеачката партија ВМРО ДПМН. Скандалозно е што СДСМ за се што досега го напаѓаа ВМРО ДПМН за проектот Скопје 2014, предходно го имаа поддржано, гласајќи го ДУП, предложен
и проектиран од нивниот тогашен градоначалник Мирослав Грчев. Од владеачката партија се обидуваат да манипулираат јавноста, вели архитектот Грчев. Споредбата не е можна на деталните урбанистички планови, бидејќи она што денес го гледаме низ Скопје е плод на тотална непрофесионалност, вели за 24 вести поранешниот прв човек на општина Центар. Во она време беше вклучена целокупната стручна јавност, беше вклучено најдоброто професионално од Македонија и беа правени 6 години јавни и стручни анкети, расправи, дебати, за да целиот тој процес се заврши до нацрт план пред собранието на град Скопје, во кое што мнозинство има ВМРО ДПМНЕ, и потоа со промена на законот пред Советот на општина Центар, каде што се донесе, каде што е изгласан не само од советничката група на СДСМ, туку и од советничката група на ВМРО ДПМНЕ на чело со денешниот премиер Никола Груевски, кој тогаш беше советник во општината. Со писмена реакција се огласи од најголемата опозицијска партија СДСМ, кои велат Виолета Аларова и Владимир Тодороvić 12 години имаа шанса да го поправат ако нешто не им се допаѓало во општина Центар. Наместо тоа, тие го уништија Центар. Затоа граѓаните ги казнија на локалните избори, а како што тргнале да ја газат нивната волја, ќе продолжат и натаму да ги казнуваат. Новиот изглед на центарот на градот партиите секојдневно го користат за да покнижат политички поени на сопствено конто. Граѓаните речиси никогаш и никој не ги прашува за тоа како тие би сакале да изгледа градот во кој што живеат. И додека двете најголеми партии во македонскиот блок се докажуваат кој колку погрешни потези направил или не направил, од општината Чаир лекција за граѓанско-општинска соработка токму за зеленилото. Чаир се откажа од 10 висококатници, ке се градат само 2. Граѓаните задоволни, зеленилото зачувано. Со оваа одлука општинскиот буџет е скусен за 5 милиони евра, но мирот е зачуван, вели градоначалникот Меджити. Ке се стопира изградбата на висококатниците во Чаир. Жителите на оваа општина можат да здивнат. Зеленилото е зачувано. Направивме граѓански компромис, изјави градоначалникот Изет Меджити, кој појасни дека 10 маркички за изградба на згради ќе се избришат, но 2 ќе се реализираат. И двете маркици за кои за жал се завршени сите процедури, едната земјиштето е продадена пред да се земе компетенцијата од општина Чаир од Министерство за транспорт и врски, а другата е вратена со денационализација. За нив на крај изнајдовме компромисно решение со граѓаните да инвестираме во зградава кај што се граѓаните најзасегнати, кај што има 21 барање, нова фасада, нова изолација, лифтови, уредување на зеленилото. Од иницијативниот одбор за промена на деталниот урбанистички план задоволни. Велат, без диалог нема прогрес. Ово е еден од ретките случаи, можеби единствен во Република Македонија, при што од страна на локалните власти имаше слух за оваа граѓанска иницијатива и е донесена одлука со која се почитува волјата на повеќето граѓани. Поради стопирањето на градбата на висококатниците, од општинското конто се губат 5 милиони евра. Инаку, по најавата за промена на ДУП-от, со недели чаирчани протестираа, барајќи да не се уништуваат парковите, а на инвеститорите да не им се дозволува изградба на стамбени површини во зелениот појас. По сечата на дрвјата кај Бристол, македонски шуми најавуваат нови 60.000 садници во Скопје во рамките на Денот на дрвото. Отаму велат над 1100 хектари годинава ќе се засадат со 4 до 5 милиони шумски садници во рамките на акцијата. Пошумување со шумските садници ќе стартува на почетокот на октомври и ќе трае до моментот кога ќе има поволни климатски услови. Од македонски шуми најавува дека во есенската акција како приоритети за пошумување предвидени се опожарени површини, голини во шума, ерозивни подрачја, како и разни свлечиста. Локалитети во непосредната близина на урбани и рурални средини, според барањата на општините, предвидено е пошумување со садници од иглолисни и лисијарски дрвја, чемпреси, леандри, а палми за охриди дојран. Најбогатиот бизнесмен Карлос Слим понуди 7,2 милиарди за влез во холандската телекомуникацијска компанија КПН. Минатата година клуч бил ставен на 5500 банкарски филијали во Европската унија. Следува економскиот блок.
Огревното дрво ќе се продава по иста цена како и лани, но годинава нема да има попусти како што тоа беше пракса минатата година. Од јавното претпријатие Македонски шуми вела дека засега нема и најава за поволности за социјалните случаи, бидејќи таква одлука се уште владата не донела. Од претпријатието уверува дека годинава ќе има доволно дрва за огрев во нивните складови за покривање на потребите на граѓаните. Огревното дрво годинава ќе се продава по ланската цена, но без ланските попусти. Така за предстојната грина сезона цената на буковото дрво ќе биде 2470 динари за метар кубен и 2570 динари за метар кубен ќе биде цената на табовото дрво. Овие цени важат и за социјалните случаи, бидејќи како што велат од јавното претпријатие Македонски шуми, за сега не се најавени никакви поволности за оваа категорија на луѓе. Цената на огревното дрво останува иста, значи не променета. Ова е 5-та година како не се менува цената, со тоа што онај попуст кој што лани го дадовме од 10 и 20%, сега за оваа година нема да важи. Се зависи од тоа како ќе се види поборувачката на пазарот и нормално условите кои што ги диктира пазарот. Во овој момент има доста понуда на пазарот, така да цената може да биде флексибилна во однос од самите приватни складови, но и оваа цена е задоволителна и реална цена. Според проценките, Македонски шуми годинава очекуваат да произведат од 650 до 700.000 метри кубни дрвна маса, од кој дел ќе биде техничко дрво, а остатокот огревно дрво. Од претпријатието очекуваат дека со овие количини ќе се задоволат потребите на граѓаните за огревно дрво, а недостатоците би се покриле со производството од приватните складови. Минатата година клуч бил ставен на 5500 филијали во Европската Унија, соопшти Европската Централна банка, при што во Грција најголем бил бројот на затворени банкарски испостави и тоа 219. Кратење на трошоците, но и преоѓање кон електронско банкарство, тоа се клучните причини поради кои бил намален бројот на шалтери за банкарски услуги. Најбогатиот бизнисмен Карлос Слим понуди 7,2 милиарди евра за влез во холандската телекомуникацијска компанија KPN. Како што пренесува BBC, Слим поседува 30% од холандскиот оператор. Од холандската компанија, која држи 40% од пазарот во Холандија, вела дека се уште размислуваат за понудата на Слим. Компанијата на Слим, Америка Мовил, нуди 2,4 евра по акција за холандската компанија, што е за 20% повисока цена од сегашната, но далеку пониска од онаа што Слим плати лани за почетниот удел во компанијата. Бунт во притвор за имигранти во Грција. Нов случај на птичи грип регистриран во Кина. Во највисоката зграда во Европа нема лифт. Следуваат информациите од светот. Грчката полиција е во потрага по 10 имигранти кои побегнаа по бунтот во Центарот за илегални имигранти во близина на Атина. Протестот заврши, а притворениците се вратиле во своите кели, соопштува грчката полиција. И натаму се пребарува подрачјето околу Центарот Амигдалес, во кој престојуваат околу 1700 илегални имигранти, но повеќе нема прекршување на редот и мирот во самиот центар, наведува полицијата. Во бунтот во кој имигрантите фрлале камења врз стражарите, беа повредени 10 полицајци. Во центарот главно се сместени имигранти од азиските држави. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации упати порака по повод Меѓународниот ден на младите. Годинешното одбележување на денот се фокусира на миграцијата на младите. Бан Ки Мун апелира до земјите членки да го разгледаат ова прашање и ги охрабрува да дејствуваат за унапредување на правата на сите млади мигранти, како и да го зголемат развојниот потенцијал на миграцијата на младите. Во соопштението на генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации се вели дека е важно да се истакне позитивниот придонес на младите мигранти за општествата од каде потекнуваат, во оние кои транзитираат и каде што се населуваат. Тие придонесуваат како економски, така и со збогатувањето на социјалниот и културен состав на овие општества. А кога ќе се вратат дома, младите мигранти често го зголемуваат развојот на своите општества со применување на вештините и идеите стекнати во странство, вели Бан Ки Мун по повод денешниот ден на младите.
Тројца американски војници загинаа во Афганистан во престрелка со талибанските бунтовници. Во продолжение и за преостанатите информации од светот. Секое петто дете е малтретирано на интернет, објави британски Guardian. Во резултатите од анкетата на Британското национално друштво за превенција од малтретирање деца, се вели дека 10% од младите меѓу 11 и 16 години секој ден се предмет на напади на интернет. Тие повикуваат да се направи стратегија за борба со малтретирањето преку интернет. Повиците се упатени по серија самоубиства на тинеџери заради малтретирање на социјалните мрежи. Нов случај на птичи грип беше регистриран во јужниот дел на Кина. Заразена е 51 годишна жена, соопштија здравствените власти. Првиот случај на заразување човек со вирусот H7N9 беше регистриран кон крајот на март. Од тогаш се потврдени 134 случаи на инфицирање со тој вирус во Кина. 44 лица инфицирани со вирусот ги загубиле животите. Американскиот председател Барак Обама со сопругата Мишел отпатува на годишен одмор на островот Мартас Вајнјард, каде што ќе бидат сместени во изнаемена куќа. Тие претходно беа на Флорида, каде што се сретнаа со воените ветерани. Нивните две ќерки ќе им се придружат подоцна под силни безбедносни мерки. Семејството Обама одморот на островот го минува од 2009 година и се релаксира со играње голф и пикник на плажа. Соединетите американски држави ги осудија последните напади со автомобил бомби во Ирак во кои загинаа најмалку 64 лица, нарекувајќи ги непријатели на исламот. Според портпаролот на Стейт Департментот Јен Псаки, нападите на улиците и пазарите во Багдад се кукавички, бидејќи цел им беа и семејствата што славеле Бајрам. Во експлозиите се повредени 300 лица, а портпаролката Псаки потсети дека САД понуди награда од $10 милиони за информација која би им помогнала на властите да го пронајдат водачот на Ал-Каеда во Ирак, Абу Бакр Ал-Багдади. Две сестри на 12 и 14 години загинале, а други 3 деца се повредени во забавен парк во аргентинскиот град Росарио, кога од највисоката точка на 25-метарското панорамско тркало се одвои кабина во која се наоѓале децата. Според некои информации, големото тркало во текот на претходните денови имаше технички проблеми кои наводно биле отстранети. Супермодерниот облакодер од 47 ката и височина од над 200 метри во Бенидорм во Шпанија требаше да биде символ на светлата шпанска иднина и највисока зграда во Европа. Но архитектите заборавиле да му вградат лифт, па откако го открија гафот, веднаш дале отказ. Облакодерот стана символ на пропадната инвестиција. Зградата требаше да биде завршена уште во 2009 година, но и денес стои недовршена. Несекојдневен начин за разладување во Кина. Кинезите ги разладуваат децата во жештините со костими од лубеници. Од лубеници се изработуваат капи и костими за најмладите. Родителите сметаат дека јадењето лубеница разладува во жеските летни месеци, а облека од лубеница би имала ист ефект. Фотографии од деца облечени во лубеници, облеки, веќе се хит на кинеските социјални мрежи. Дерматолозите сепак предупредуваат дека таков вид облека може да ја надразни кожата кај децата и да предизвика инфекции. Убиен е 26 годишен скопјанец Џемај Ледин М денеска во точно неутврдено време во Скопје на локалниот пат кој ги поврзува населбата Бутел и селото Мирковци од засега непознат сторител. Непознатиот сторител, како што информира МВР, испукал повеќе куршуми кон Џемај Ледин М во пределот на главата и горниот дел од телото. Телото на Џемај Ледин го забележала минувачка од селото Брњарци, која го пријавила настанот. Од местото на настанот подигнати се траги слични на крв, 1 куршум, 6 чаури од испукани куршуми, 3 проектили и 1 фрагмент од проектил од испукани куршуми. Туристка од Бугарија синоќа е пронајдена мртва во изнаемен апартман во Струга. Жената имала 62 години, а нејзиното безживотно тело го пронашло сопственикот на куќата каде што била сместена. Откако го пријавил случајот, медицинска екипа веднаш дошла на местото и констатирала смрт без траги на насилство. По барање на истражен судија, денеска ќе биде извршена обдукција. Од СВР Охрид го потврдуваат случајот.
Дебата за клучните прашања во земјава мора да има, а Македонија треба да расчисти што сака. Порачува во неделното интервју за Радио Слободна Европа режисерот Слободан Унковски. Тој вели дека клучните прашања се разнишани во последните неколку години. Режисерот тврди дека актуелната состојба во земјава е катастрофална и треба да се отвори, како што тој го нарекува, келев тефтер, каде што ќе се запишуваат имињата на сите оние што вели направиле груба злоупотреба на системот. Јас не мислам дека треба ја да го правам тој список, иако се разбира имам идеја кои луѓе не водат во цела ова хаотична национално-економска катастрофа што ја трпиме моментално. И се разбира, кога кажам за еден таков тефтер, зборувам за нешто што е меморија, што е паметење, значи никогаш не е добро ова цела ситуација во Македонија да ја врзуваме само за еден или двајца луѓе, иако се разбира, тие го даваат тонот, току за еден цел слој кој што има разни придобивки од ова владење и кој што на некој начин го злоупотребува системот во кој што живееме. Па ќе се направи една, да ја кажам, античка илустрација, ќе дознаеме кој како, или ќе можеме да посочиме одредени личности, групи, луѓе, професии кои што ја пропастиле во наша земја. Уште два нови случаи на оштетување на возила биле пријавени од македонски државјани кои престојувале во Грција, со што вкупниот број на вакви инциденти летово се искачи на 45 случаи. Во текот на вчерашниот ден на граничниот премин Богородица, скопјанец пријавил дека во туристичкото место Неа Врасна со спреј комплетно му биле прикриени двете ознаки МК, а му била повлечена и црвена линија од багажникот до предниот лев фар. Во вториот случај, исто така на граничниот премин Богородица, скопјанец кој управувал патничко возило пријавил дека на Халкидики со спреј му били испрскани ознаките МК на двете таблички. И двајцата оштетувањето не го пријавиле во грчката полиција. Во дневникот подсетување и на неделата што измина. Поразителен почеток. Заурлаа пилите во 3 пополноќ. Советот за радиодифузија си доби плац за зграда. Граѓаните изгубија парк. Среде ноќ си докажавме дека свеста за екологија ни е нула. И не дај Боже некој да помисли оти административците од СРД можат да добијат канцеларии во друг дел од градот. Сепак кафето на улица Македонија им е најсладко. Во услови кога цела Европа се бори за зелени градови, 50% од површините да им бидат зелени, кај нас и тоа што го посадиле порано некои умни луѓе, некои сега тотално луѓе кои што немаат врска со урбано живење го уништуваат. Едните не убедуваа оти се штедело на кирии и дека повеќе засадиле отколку што исекле. Другите чекаа цели 4 дена за итна седница. А и на неа не смогнаа сили да разговараат за промена на урбанистичките планови. Несреќа на дрвјата беше што сечењето се случи во ек на одмори и што на политичарите секогаш најважни им се политичките поени. Советниците од ВМРО ДПМН, кои со опозиција во локалниот совет не се појавија, а оние од мнозинството порачаа дека со сечењето на дрвјата и уништувањето на спомен паркот за жртвите од земјотресот, централната власт им наштетила на жителите од Сента и по вечерашната седница нема одговор кога на дневен ред ќе бидат вратени најавените измени на деталниот урбанистички план, со кој по преземањето на должноста градоначалникот Андреј Жерновски најави дека ќе се спречи во Центар да се градат нови објекти на сметка на градското зеленило. А и како да се зборува за свест на политичарите? Ниту еден од нив не знае како е животот да се помине во камп Приколка со помалку од 2000 денари месечно. Такво нешто не виделе, освен на телевизија. Финансиски, значи, само да имам издршка 1500 денара на дете во татко му и се снаоѓам, ќе одам некаде, ќе зачистам. Скопје ќе добие нов, модерен клинички центар. Медицинска обука во него изгледа ќе треба да имаат и портирите. Оти тие први ќе треба да познаат дали пациентот е смртно болен или пак доволно силен,
за да може пешки да си влезе во зградата. Во новиот клинички граѓаните нема да можат со автомобили да се движат низ комплексот, освен ако не се смртно болни. Министерот Тодоров не кажа како ќе се знае кој пациент треба да добие дозвола за влез со автомобил, но вели дека немало да има проблем. Коца сепак ќе си ја врати коцката. Му остана желба откако беше во Париз пред некоја година. Среќа па сега градот има плоштади и фонтани, па плочките извадени од едно место лесно можат да се пренесат на друго. Што се вика да не оди фира. За време на реконструкцијата, постојните плочки на плоштадот делумно ќе бидат зачувани, а другите ќе бидат извадени и ќе се употребат на плоштадот кај црквата Пресвета Богородица. Жителите на Сопиште и ова лето вода за пиење гледаат секој трет ден. Ама ете им предлог. На само неколку километри во центар врие од фонтани и водоскоци. Слободно нека си наполнат. Нам приоритетите одамна ни се измешани. Долгогодишниот проблем со вода и оваа година него заобиколи Скопско Сопиште. На пекални температури жителите на оваа општина немаат вода за пиење. Ситна победа полна со горчина, во Прилеп нов споменик на бранителите загинати кај Карпалак. На местото на несреќата и натаму поразително сиромашно одбележување на трагичниот настан. Земјата осудена од Меѓународниот суд во Хаг за прекршување на меѓународното право се фали. Ние сме адвокат за почитување на меѓународните прописи. Како во онаа народната, фали ме усто, оти тешко тебе. We are trying to do as much as we can to stabilize a very destabilized environment where we live. I believe that the region has many problems. We're going to try and solve as much as we can. Start with this cooperation, which I think is important, on the areas that you have described. Being always an advocate of international law wherever there are problems around. И до самиот крај уште неколку информации. Започна музичко-културниот фестивал Струмица Open. На 1000 играорци го креира големото балканско оро без граници. Година во овој фестивал богат со низа културни манифестации и концерти на повеќе музички звезди очекува да привлече над 150.000 посетители. Играорци од Македонија, Босна и Херцеговина и Бугарија, секој во своја народна носија го заигра големото балканско оро без граници, кој го најави вториот музичко-културен фестивал Струмица Open Fest. Учесниците возбудени бидејќи за прв пат играле километарско оро. Фантастично. Фантастично е, воодушевен сум и големо ми е задоволството што успеавме да го реализираме овој настан. Ни се оствари желбата да бидеме составен дел од Струмица Open Фестивал. Составни дио овог Струмица Open фестивала. Заигра и струмичани кои не останаа рамнодушни на македонските тапани зурли. Навистина прекрасна гледка, битно возбудени и тие што играа, но и ние од страна што го следевме големото оро. Орото го поведе првиот човек на Струмица Зоран Заев, кој истакна дека овој 10-дневен фестивал е многу поразличен од останатите во земјава. Ова е фестивал уникатен од ваков тип, односно поинаков од сите било кои други фестивали, збогатен со нашата културна уметничка творба, орото, нашата традиција, секако можно да се представат и сите пријатели на нашите културно-уметнички друштва. Струмица Open Fest ќе трае до 20 август, ќе привлече околу 150.000 посетители. Последните денови се резервирани за музичките звезди Джајковски, Супер Хикс, Бора Чурба, Жилко Самарџич, Северина и други. Од владата заклучиле дека се потребни регионални советувалишта за брачни проблеми, па решиле да ги отворат. Најавија 11 регионални советувалишта за семејство и брак, кои ќе пружаат бесплатна и професионална помош за семејства со проблеми во функционирањето, потоа семејства во услови на социјален ризик, но и за сите аспекти од семејниот живот. Велат биле земени в предвид странски искуства, а ќе биде изработена посебна програма за да се зачува бракот. Второ првенствено коло во првата македонска фудбалска лига.
Македонските кошаркарски репрезентативци продолжуваат со вториот тактички дел од подготовките за Европскиот шампионат во Словенија. Адис Јаховиќ во одлична форма пред репрезентативниот собир. Втор ден на светското атлетско првенство во Москва. Почитувани, тоа беа информациите подготвени за ова издание на Дневникот. Ви благодарам што бевте со нас.